После денешниот пораз во КДС 9-1 гости барам излезе со соопштение на зајавление на судијата Марија Миладиновска Тиквеш и што се заврши. Великова инвестиравме во македонскиот фудбал, дали грешивме? Ниту еден тим во лигата не е наш непријател, сите тие ни се противници, со сите имаме добри односи. Но контроверзните одлука на судиите создавање на непријателство меѓу нас и ние спротивставуваме еден друг единствено нешто што ни треба нам на македонските фудбалски клубови е фер плеј. Не се посакува некои екипи да испаднат, може да се најдат други решенија за задржување на тие тимови во лигата, како што беше направено претходно. Бројот на тимови во лигата може да се е зголеми, тимови кои се борат да бидат заштитени да се задржат во лигата. Не треба да се трошат напорите на тимот кои конкурираат за шампионска титла. Ние инвестираме, строчи спортскиот директор, и фудбалерите сме голем шок поради настанатите што се случија доста лиги, ја губиме вербата, надеваме во можност за подобрување фудбалот во оваа земја, сакаме судиите и федерацијата да почитуваат нашите напори. Победата и поразот се придонесе ишто од овие игра, ако загубиме од екипа која ја игра подобро од нас. Му честитаме на противникот, сепак не прифаќаме да загубиме од судиите на кои им е доделено да ја воспостават правдата во фудбалот. Ако новата федерација сака продолжи со стариот и комплициран систем, ќе го почитуваме и тоа. Знаеме да се занимаваме, бидејќи учествуваме, дојдовме одевде, доделка ни е грзда. Фудбалски актери се обединуваме да придонесеме фудбалот на земјата. Судењето се во знак на ФИФА, која е држава. Ова држава нанесува толку штета на македонскиот фудбал. Ова предавство на неговите национални нејзини фудбалери секогаш е трудно познато. Продажно на македонскиот се звезди, играчи и менеџери кои имаат милиони следбеници на социјалните мрежи ги спродаваат убавните на Македонија, но сега ќе сподуваат фудбалски скандали. Денеска нашите 3 бода ги украде судијата Марија Миладиновска. Дали ова судија ќе излезе со скандал од неговите злобански и заробени, или федерација ќе понесе превоз на македонски фудбал, што тоа ќе го казни. Ако не се најде решение за ваква манџов, без размислување ќе се повлечеме од теренот. Вие претходна федерација мандат бевме каснати со 3 бода, се плашиме да бидеме каснати со 6 или 9 бода, доколку тоа е за правдата во македонскиот фудбал. Не сакаме да учествуваме во лига без правда, иако забелешката е должност на градоначалникот, не
да спортски директори и да манипулира со судиите, туку да помага за доброто на градот и неговите граѓани. Јас сакам ова земја како инвеститор, спротивставен спортски менаџери, спремен споделување на заедничка култура во историјата ги прифатаме луѓето од овие прекрасни земји како браќа и сестри. Среќни сме што инвестираме, придонесуваме за спортот, за младите и економскиот на земјата. Среќни сме што ја промовираме Македонија во Турција и во другите европски земји, помагаме за пробојување македонскиот фудбал, со што носиме светски познати фудбалери и тренери кои ги сакаат средат на милиони фенови. Станавме клуб кој го следат во Турција и свесни сме често добиваме позитивни вести. Нашата е неограничена само локалните успеси во Македонија, пласман и напредок во европските купови. Нашата е да придонесеме за рангирањето на Македонија со се успешни резултати што ќе го добиваме на овој начин. Сакаме да го згојиме бројот на македонска екипа која ќе учествува во европските купови. Ова не е прави добар пример за оние кои сакаат да инвестираат во македонскиот фудбал. Сегашната место Македонија е на ранг листа фудбалски земји 51 од 55 асоциации на фудбал од УЕФА. Засрамува претходно раководство на АПФ не беше успешно во овој план. Нашите очекувања од фудбал федерацијата кои што исчистиме македонскиот фудбал, да го развиеме и да ја доведеме Македонија на висока позиција што ги заслужува на рангање на земјите на УЕФА. Сепак многу сме разочарани што судиите им ги даваат скандалозни одлуки од страна на Фудбалска федерација. Периодот се уште се соодносите, ниту еден клубовите не би инвестирал во фудбалска како што резултатот од надпреварот ги одредува судиите, а не играчите и тренерот на теренот. Ако крадат судиите, ќе го напуштиме, не сакаме лига без правда. Тоа говори нашиот гост.